Водата е неопходна за физичкиот живот. На ист начин, водата на животот, односно духовната вода, е неопходна за животот на нашите души. Тогаш, кој ќе ни ја даде водата на животот во ова време? Библијата пророкува дека духот и невестата ќе ја дадат водата на животот. И духот и невестата велат: дојди. И кој ќе чуе, нека каже: дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот даром. Кои се духот и невестата кои ни ја даваат водата на животот во ова време? Духот е Бог Отецот. Која е невестата која се јавува со духот и ни ја дава водата на животот? Дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на јагнето. И ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото. Библијата научи дека невестата е жена на јагнето, небесниот Ерусалим. Кого го представува небесниот Ерусалим? А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Небесниот Ерусалим е нашата мајка. Со други зборови, Бог мајката се појавува во ова време како невеста на духот. Затоа, во ова време, треба да го примиме благословот на водата на животот преку примање на Бог Отецот и Бог Мајката кои се јавуваат како дух и невеста.